ова е куќата на Чорбевци. Овде во приземле, односно на долниот кат, за време пред 12-та година беше Луканто. То се викаше на место за забава, за рекреација, кај што се збира турските офицери и што знам јас кои. И во пона време, околу 11-та година, собственикот на зградата, Кирил Чорбе, со некој од битоля кои му дале камера и даваја кино представи одека. Јас се сеќам од тоа време како ученик, во основно училиште мали не носе тука и кажува представи. Испеал народот Охрид убав, Охрид мил и рекол: се што било, поминало. Се што е, нека е, а се што иде, нека биде. Минувале тука во Охрид и покрај неговото езеро Времињата настаните луѓето. Минуваат некаде уште од 3 век, кога Охрид се споменува. Останува историјата напишана и незабележана, богатата традиција на овој град и неговите луѓе. Јас се викам Стефан Стефанов од Охрид. И ме прашат како дошол до биоскопот. Тоа беше во една новина, виде татко ми. И имавме тога пари. Во тоа време Климе Чудо дојде и рече, пак тој беше авантурист. Тој имаше, работаше и со камиони и млини имаше и све, и јас рече сакам ортак да бидам, и така продаде 2 ниви тој, и ортак стана со нас. А имаше Климе Чудо еден внук, од Албанија беше тој, само инженер во Беч, и оттаму и жена имаше, и беше овдека, и ко разбра тоа нешто, и јас речеш, ќе ојме, ќе го земе апаратот. А апаратот го порачавме во Виена, во некоја фабрика Херланго. Го порачавме и после време ни јави ауту, дојдење апаратот во Белград. И ојдовме на царинарница да го земиме апаратот. Којдовме во царинарница, рече апаратот го испративме во Скопје. Сега ние мораме да се врашаме назад во Скопје, од Скопје. Во Скопје дојдовме, го зедовме апаратот и го кладовме во еден вагон, зедовме од малата линија. Еден вагон зедовме и го кладовме апаратот на вагонот и тргнавме за Охрид. Тоа време
2 дена се идаше од Скопје до Охрид со малата пруга, 2 дена се идаше. И така дојдовме во Кичево. Јас останав да спијам во вагонот, да го вардам јас бајаги апаратот. Изедов од хотелот еден јорган, да се покриам, но ношно време, ладно, зашто. А Петре Пекмези ојде си спаа во хотелот. Утрината сабале, станавме, се качевме и трнавме, дојдовме во Охрид овдека. Го донесеме апаратот дома прво. Покладовме дома на чардак. Една проба ќе направиме, дечинска работа ќе направиме на проба. И после се договорија татко ми и Никола Филе, бивша Велика Србија, сега Ориент, да го клајме апаратот таму. И таму го кладовме апаратот. Над една трафика цигари продаваше Јонче Джико. Над трафиката го кладовме него, а пердето од каршиот биле, пердето беше со златна фарба, како она што е викет, што фарбет овие ќункоине на шпоретини, сребрена. И имавме, купивме таму еден филм, мал само, нем филм беше, разбира се, Фантом. И после почнаа да ни идет некои филмови други. Ова е првиот кинопроектор што е донесен овдека во Охрид, кој е донесен од прилike негде околу 22-23 година. Се менуваат времењата на станите луѓето. Новото чудо, филмот, сликата започнува да оди. Неа ја движи кинопроекторот Сириус, австријска марка. И Станко Пауновски, првиот професионален киноапаратер во Охрид. Кога јас работев како киноапаратер, условијата беа многу тешки. Добивавме стари филмови. Апаратурите стари беа, дело немаше да се најди. И така, филмовите стари, запаливи, опасни и за нашиот живот и за животот на публиката. А публиката
Зимно време поќе идеше. Летно време паузиравме. 2-3 дена работавме по неделата. Негде 23-та, 24-та година, пошто слабо имало публика, немало доволно могуćност за да се исплатува тој проектор што бил купен од Аустрија. Овие го понудиле тој проектор за да го откупи дедо ми. Дедо ми бил во Америка и таму бил многу голем мераклија да гледа филмови. Така да го откупи проекторот од овие што ги има е донесено. Ја почнав киното 23-та година во Охрид прв пат. 23-та година Охрид немаше струја, ми отпрво почнавме да работиме со карабид и оксиген по пат на сегашните швајс апарати кои што се прават. Наравно тоа еден техник од Беч имаше донесено апаратурата овде и тој се викаше Петре Пекнес. Тој со него почнавме отпрво, направивме во тогашната Велика Србија кабина над вратата, сегашни Ориент, и тука дававме представи вечерни. Али успехот беше слаб, пошто не можевме ние да и покриеме трошковите, обуставивме со таа работа. Негде тамо 22 или 23 година дедо ми и баба ми заедно со мајка ми која била болна ошле во Скопје за еден преглед лекарски. Баба ми тамо приметила во хотелот ламби дека светат, ама само со едно дугме сврти го, тоа згасни и пак сврти го запали. Тоа е останало во памет вака. И кога се спремале да се враќаат назад после сите оние прегледи што ги направиме, му вели на дедо ми: Миле, не ти сакам ништо, ама едно ламбуле вакво како што имат овдека, како овие, да ми купиш за во приемната да можеме да си го ставиме каде нас. Дедо ми ја погледал и вика: бре, жена, вика, да знаеш уште колку конци треба да влечеме ние од овде да во Охрид па да ти светни теа ламбуле. И знаечи дека за еден биоскоп е потребна и струја, е потребна сала, он прво преку еден архитекта во тоа време Ѓурчиновиќ, презимето му беше, али не се сеќам името како му беше, тој му дадоја да направи проекат за салата. Ѓурчиновиќ ја направи проектот, салата се изгради и дедо ми отиде во Аустрија, тамо набави мотор. Мислам, тој мотор работеше на чумур, овој дрвен чумур, динамо, едносмислена струја од 110 волти. Така да тој проектор кој беше донесен и работеше на некаков плин, со некакви боци се снабдеваше со плин,
го преправија да работи на струја, на едносмислена струја. И тога е донесена првпат и струја. Така да, кога е пуштена првата струја тамо, тога дедо ми кажа на баба ми, вика, гледаш ли колку беше потребно све ова да се донеси, за да може да ти светнете една ламбулја, онако како што ми бараше ти во Скопје. Ова е киното Охридско езеро. Првата киносала во Охрид изградена некаде во 1924 година. Првиот филм прикажан во неа беше Исус Христос, крал на кралевите, во 6 продолженија. Сами Резак, охриѓани го знаат како заљубеник во филмот. Ниту денес не пропушта, а да не види некој филм. Неговото место секогаш беше во средните редови на балконот од Охридско езеро. Од отварањето на ово кино, редовен бев за цело време дур работеше само во ова сала киното во Охрид. Ретко некој филм да сум пропуштел. Специјално кој ќе идеше и американски филмови, некој ќе идеше вака серијски филмови во 3 или во 5 наставци, како некој Јое, уште паметвам. Цела омладина едва чекавне следеќата недела, jer само петок, сабота и недела работеше киното. Броевне деноите кога ќе дојде петок, дојме да гледаме тој филм. Идеше и разни други филмови, како Хари Пил или Шарло Шаплин. Онда секој филм пред почеток на филмот имаше шала. Објавено беше дали во 1 чин или во 2 чина ќе видите шала у 2 чина. Имавме, Бога ми, добар овака младински свет што едва чекаа да дојдет. Работните денови, нели, кога ќе работеше киното. Градот беше тога околу 10.000 становника и немаше могуćности секој ден да имат публика. Поред тој и родителите не пуштеа своите деца да посетат поиќе од еднуш или 2 пати месечно. А ние младинците поиќе пати ќе кидневме, ќе бегавме од дома да гледаме киното, ќе мамевне некако родителите или вамо бевне или тамо. Од тоа време има доста анегдоти и доживувања со тој почеток на киното, на биоскопот овдека во Охрид. Една баба Фима, она работеше кај докторката Каваева. Еден ден отидов ја тамо и она пријателски би приде, ми вика, право ќе ми кажиш, сум била, рече, тамо кај вас, кај биоскопот, сум гледала од сите страни, на кое место ги криете онолку луѓе, па планини, па езера, па мориња, то никако, гледав од позади, немате, само бавчи се викат, нема нигде кај што може да се скриете, ама вие негде ги криете тие луѓе. И тој народ што го гледаме таму.
Во 24 година купивме ние уреѓај за електрика. Еден Саугас мотор го зедовне и со тој Саугас мотор ние правевме струја за киното, за куќата и осветлявавме улицата до Кејчинарот. Наравно, од 25 година почна ми е редовно со филмови, со немите филмови. Неми филмови набавлявме од Загреб. Тога во Загреб постоje околу 25 куќи кои продаваја филмови. Сликата оди. Таа почнува и да зборува. Во 1935 година во Охрид е прикажан и првиот звучен филм. Од 25 година до 27 ние се мачевне често пати за да го озвучиме некако салата, али то тешко одеше. Во 27 година ја во Загреб отидов, купив првиот радиоапарат кој го донесов во Охрид и со тој радиоапарат покушав јас за да ја озвучам салата при прожектирање на филмоите. И со тој радиоапарат ние се помачивне една година, али успехот беше слаб. Во 28 година по часописите чувне да во Загреб проговорил филмот сам. Али преку Наделтон со грамофонски плочи комбинирани со осовината на апаратот и во Загреб се помачи во тоа време да го озвучат филмот, али успехот беше слаб. Во 30 година, кога фототелијата се усаврши и успеа да тонот го сниме на самата лента, да титраите, светлосните титраи и претвараат во магнетски и магнетските во звучни и така за нас самите биоскопци кои во тоа време работовне просто не ни беше вероvatno. Али за скоро тоа се оствари и наравно и Битола и Скопје веќе монтирае звучни филмови, звучни апарати. Ние во 35-та година купивме имие тон апаратура. Тоа беше голем успех и публиката беше задоволна, по 2 пати, по 3 пати се враќаја да гледаат со тон филмови. Овој проектор тонски после е преправан негде 34 или 35 година, е додаван овој адаптер за да може и да работи тонски. И на него јас како дете имам давано проекции. Највише користев каубојски филмови кога ќе бегаше онај што треба да биде избркан, тога го пуштав да оди проекторот равномерно. А кога одеше онај што гоничот за кого ние навијавме како деца, тога ја вртев тука побрзо за да добијат поголема брзина да би го стигнал онај што бега, тој што треба да го фатат.
Заради немање публика, салата на киното Охридско езеро во 1933 година станува коцкарница. 6 години подоцна, во 1939 година, таа е одново киносала. Публиката му се враќа на филмот. Филмски проекции се одржуваат во среда, петок, сабота и недела. Најефтина карта е од 2 динари, а оние за балконот се по 6 и 8 динари. Билетите во ова кино, во истово кино, бее 4 динари, 6 динари, 8 динари. Најскапа цена беше 10 динари балкон одгоре во продава. Наравно во тоа време ние ја плаќавме 21% такси и без дурне дојде од финансиска управа наврата да застане, ние не можевме да почнеме да работиме. Собствениците на киното беа вака прилично добри луѓе, иначе понекош и можда нема и сметка да за 200 седишта само да работит, да плаќат и работници, па и ред и чистоќа. Значи, примерно беше чистоќата, редот. Филмот, како и секое чудо, го менуваше животот, ги менуваше мислењата и разбирањата, што вели Димче Маленко, тој раѓаше нешто чудно и ново и убаво во нас. Присуството на филмот во Охрид, во единственото галено кино Охридско езеро и немиот, а потем особено пак и тонскиот филм, представуваше една мала револуција, би се рекло, ето така до известна степен во нашиот сакан Охрид. Во него се одеше ето така тогаш кога се чувствуваше мал празник, некоја врста на кино, како што би се ошло, да речеме, на другарска вечер, како што би се ошло, да речеме, на една утакмица. Настан заради тоа што од една страна навистина нешто и поучително се добиваше, али и едно културно доживување што представуваше нешто што беше на ниво. А во колку беа прашање младите и особено младата интелигенција, бидејќи од тие редови, отприлика така бев, треба да се свати дека во Охрид многу во времето се читаше. Било кога беа во прашање класиците од руската литература, Толстој, Достоевски, а потем и како екранизирани токму тие, и од друга страна, кога беа во прашање, да речеме, еден Балзак, кога беше во прашање еден Стендал и слично, интересот од прилика меѓу едното и меѓу другото се сврзуваше, стануваше некаква хомогена целина. Сумоден уште се сеќавам на Ивана Мажухина, ето така внушена од негова страна, во некаков филм, шо знам, Црвена ли војска ли се викаше, или во Пламен, Црвената армија, нешто слично. Како беше воопшто таа работа во тој почетен период, негде кај 30-та година, 29-та или слично во време на бивша Југославија, дојде, не сеќавам, а така, од тоа сето и една фантазија и една љубов ми се роди, и едно чудно барање и изнаоѓање на нешто што се вика карактерен, може би од една страна јунак, од друга страна барање на нешто честито, на нешто што чува интереси на малиот човек и слично, што после со филмовите на Шарло Шаплин, модерните времени и слично ми се и уште појќе во тонскиот период то сето потврди, али особено божествената Грета во нејзините филмови, како што беа Кралица Кристина, како што беше Ана Каренина, да речеме, што ги фрлаше просто машките партнери скоро така, ето така, да ползаат, мал да лазат по земја, а таа беше вонредно, би се рекло, доминантна, вонредно присутна
во својата улога и слично, што имаше така карактерно. Честопати се слушуваше дури и Шарла Боаеја, така го фрлаше, ми се чини, во сенка до известна степен. Сепак, ние младите меѓу останатото го баравме и доживеаното, и убавото во Ромео и Јулија, во Хаварда Леслија, се препознававме, се клава, да речеме, некоја врста маркирања, етикети, споредувања и слично, и се носеше тоа сето така во свеста. Али понајмногу ми остави мене впечаток Кутевка в жизни, така. И тие ари, тие песни, то сето пропратно ние го носевме, така што се вели, и на сонот, и на јавето. Живеевме со тоа, со тие содржини, а децата со Ширли Темпл, со незиниот комплет одиграни блескаво така за тоа време, на тоа вундеркинд, присуство на тоа дете и слично. Ето така отприлика беше. Се обидовме, драги гледачи, во спомените на современиците, од старите фотографии и документи, да ги регистрираме првите чекори на филмот во Охрид. Со нив и времето, настаните и луѓето. Наша цел беше, од таа богата и незабележана историја, да отргнеме некои мигови од забот на времето и заборавот.